Глобално се одбележува Меѓународниот ден на жената и на оваа тема посветуваме минути во Македонија наутро. Историјата е памет 1910 година, кога под закрила на втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се одбележува Меѓународниот ден на жените без при тоа да биде утврден точниот датум. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави. За веќе следната година повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија на 19 март да го одбележат Денот на жената. Еден век подоцна, се уште жестоко се говори за правата на жените и нивниот статус во општеството. На оваа тема разговараме со моја драга гостинка, новинарка, писателка и активистка која што години наназад активно и гласно зборува за неопходноста на унапредувањето на родовата еднаквост. Ана Јовковска. Добро утро, Јана, и добре ни дојдовте во Македонија. Добро утро, Тина, и ви благодарам на поканата. Првото прашање, вовед во првото прашање ми е еден ваш дамнешен статус, напишан на социјалните мрежи токму на овој ден. И гласи вака, велите овој значаен меѓународен ден го започнав со запршка на шпоретот во 6 часот са бајле, потоа следуваше една тура алишта за перење, па околу 7 часот ја пуштив на најакот седалката, блендерот и другите помагала. За во 9 да почнам со работа, бидејќи ова другово, нели, не беше работа. Да. И се јавувам на другарка ми да ја честитам, таа вели од 3 часот по полноќ сум будна, се разбуди детето, па моравме да играме до 6 часот. Да живее родовата еднаквост формално освоена, реално сонувана. Кога се разбудивте и како се разбудивте утрово, Ана? Тина, мислите дека беше утрово нешто поразлично? Кај вас дома беше поразлично пред да се подготвите за емисија за на работа? Не. Тоа е просто нашето секојдневие, кое што ние постојано си сакаме да си го виткаме во некаква розова обланда. И да, додека вака теоретски се обидуваме да ги водиме битките за родовата правда, за женската слобода, за женските права. И не само на овој меѓународен ден, кој што нели знаеме сите дека неговото клучно значење во политичката, социјалната и економската независност на жената, секојдневно на терен. Ние како Сизиф, нели? Како Сизиф, тркаламе. Многу работи се обидуваме да ги промениме, во суштина на терен бавно одат тие промени за некаква родова емансипација, би рекла. Мислам дека сите ние, дури ние кои што се сметаме за освестени и мажите кои што се дефинираат како праведни во однос на женските права, дури некои се декларираат и како феминисти, ми се чини дека за многу работи се уште не сме свесни, ставајќи ги онака под чергиче во однос на тоа колку е нерамноправен овој свет. Секоја жена покрај својата работа има и втора смена на работа. Тоа е неплатениот труд во домот. И сите можни статистики, сите истражувања покажуваат дека жените, чинам дека нема да ги погрешам сега прецизните бројки на истражувањето, а тоа е дека жените 18 пати повеќе од мажите поминуваат време во миење на садови, 9 пати повеќе во готвење, 12 пати повеќе во чистење на домот, 3 пати повеќе поминуваат време со сопственото дете, односно кога велам на времето со сопственото дете, не мислам само на оние убави и игриви моменти, туку мислам на сите обврски кои што следуваат во однос на родителството и домот. И доброто во целата оваа приказна која пред малку ја споменавме, што тука се две жени кои што можат и храбро говорат за своите животни битки. Поразително е тоа што и еден век по формално освоената родова рамноправност има голем број на жени кои што немаат глас за себе. Се разбира. И мислам дека нашата задача и нашата одговорност е токму тоа, да ги застапуваме и оние кои што се маргинализирани, оние чии што глас е обезмокен, би рекла, чии што глас е стишен. Што уште барате, често пати ќе го слушнам тоа како прашање. Многу луѓе ќе речат, феминизмот е со поминат рок, тоа е за оние често на шега, сакајќи да го вметнам хуморот како едно интересно оружје во целата оваа битка. Ќе речат феминизмот е за жени со мустеки кои што не може да си најдат љубовник. Сите тие негативни етикети кои што се налепувале низ времето во процесите на борба за женските права, прават лоша услуга на овој свет кој просто не може да функционира ако половина од населението, а тоа е женската популација, ги нема истите права. Апсолутно. Ние сега оваа дискусија ја почнавме нели од неплатениот труд во домот, околу тој тип на обврски, меѓутоа во родовата правда, во родовата борба, кога зборуваме за родова еднаквост, тука се многу фронтови кои што треба да се отворат. Свесни сме во последно време дека енормно е зголемено родово базираното насилство.
И тука не станува збор само за семејното насилство, туку и во јавниот простор жените не се чувствуваат безбедни. Свесни сме за булингот, свесни сме за сајбер насилството кој што се случува, значи оние дигитални форми во кои што жените и девојчињата многу пати страдаат. Свесни сме за притисокот кој што општеството го прави таа некаква, како да кажам, железна чизма која што гази женската психа и кој што си поигрува со кревкото ментално здравје, кога станува збор за оние притисоци кои што општествените норми ги диктираат. Ке се потсетиме на мислата на Симон де Бовар, жена не се раѓа, жена се станува. Тоа се оние културни норми кои што нас не форматираат во текот на животот. Биди убава, биди слаба, биди фит, биди најдобра, биди најуспешна, биди најдобра мајка, биди трпелива, биди совршена, биди се, само не биди ти. Жените перфекционизмот. Жените кои што не признаваат законска институционална неправда во последниве години често велат дека не го признаваат 8 март од неколку причини. Првата е комерцијализацијата на неговото одбележување, затоа што многумина го сметаат 8 март за жал се уште за добро спакуван подарок во целофан. Жално ако е тоа единственото нешто. Јас често велам 8 март не се прославува со лалиња и честитки кои што јас дури утрово добив на шега беше, но од неколку пријатели добив онакви емотикончиња и честитки кои што беа полни со лалиња, цвеќиња во разни бои и така натаму. Значи, она што им е потребно на жените денеска не им се потребни пластични украси, не им се потребни подароци светкави. Значи, не е потребно виткање на реалноста во светкав целофан. Потребно е вистинска поддршка, солидарност и борба за женската равноправност и женските права. Некаде 8 март дури се прославува и како државен празник, чинам дека неколку држави се Русија, Белорусија, Украина, Кина, Виетнам, можеби не сум сигурна за останатите, меѓутоа тој сепак во одреден временски период е прогласен за меѓународен ден на жената, кој што треба да не потсетува за неравноправноста која што жените низ вековите наназад ја имале и кој што и се уште постои на многу места и на многу фронтови. Да не ги заборавиме и руралните средини. Ние сме овде во некој интелектуален бабл и мислиме дека животот е она што се случува во Скопје меѓу центарите бар мало. Да, и токму тоа сакав да го проговориме, борбата за правата на жените, поголеми права на жените, треба да ја носиме ние во прв ред, но не е ниту лесна, ниту едноставна. Како вие победувате ли, ајде вака ќе го преформулирам, победувате ли вие во своите битки и како? Ова прашање веројатно треба да има два одговори. Едниот оној што е, пак ќе речем, добро спакувам во целован, и другиот е поискрениот. Не сум сигурна дека во личната борба постојано успевам да го добијам тоа што сметам дека е некаква родова еднаквост. Кога станува збор во однос на професијата, ми се чини дека чувствувам дека е некаква моја мисија, како што реков, да го застапувам гласот на маргинализираните, па джендер проблематиката, односно сите родови прашања и родови теми, цела критичка родова теорија и така натаму е нешто со што се одбавам години наназад. И преку различни формати, значи и преку пишувањето, и преку активизмот на терен, и преку бројни проекти, дебати, работа на терен со жртви на семејно насилство и така натаму кои што ги отворале овие прашања, и ми се чини и сега преку моите, односно пред неколку години преку моите магистерски студии на културолошките студии на Институтот за македонска литература, каде што сум и вработена последнава година и пол, бидејќи мојата магистратура е токму поврзана со род, и докторските студии кои што повторно се во таква насока, некаква симбиоза меѓу род, книжевност, односно родова нарација, книжевност, култура и политичка борба. Ако можам вака најпластично да го објаснам тоа. Сега подготвуваме и една дебата која што треба да биде некаде на крај од месец март. Станува збор за проект на Институтот за македонска литература, кој што знаете дека е под нашиот универзитет под УКИМ, со поддршка, односно во соработка со британската амбасада во Скопје, и темата ќе биде токму за родовата нарација во книжевноста, некаков обид да се поврзат британската и македонската култура и се она што е направено низ годините наназад, значи низ култни, историски важни автори кои што направиле некакви промени од Вирџинија Вулф, Джейн Остин и Мери Шели и така натаму и така натаму. Така што, да речеме, ова се од мојата професионална област некакви фронтови кои се обидувам да ги отварам за постојано да ни вртат важните прашања во близина. Од друга страна, имате ли впечаток дека добиваме доволна и реална поддршка од партнерите, а не само декларативно ги поддржуваме и тука останува се?
да го одговорам ова во форма на ние или во лична Ајде форма? лично, сакам лично, да. Мислам дека се повеќе во последно време еве конкретно можам да зборам и за мојот партнер е прилично освестен во однос на родовата еднаквост и што тоа значи. Меѓутоа тука не мислам дека е поважно да го ставиме акцентот или да го впериме прстот на системската борба. Значи законите, регулативата, како тоа се регулира во однос на родителското отсуство на пример. Значи имаме земји како Финска или некои други скандинавски земји кои што предничат во однос на правата и регулативите кои што навистина ги штитат жените и тие дури и во периодот на своето мајчинство по породувањето може да останат активни чинители на пазарот на трудот, но за тоа се потребни навистина логистика и еден друг тип на системска поддршка кој што ми се чини дека кај нас се уште каска. Да, се случуваат промени, се работи на терен, меѓутоа мислам дека уште многу борби се пред нас. Обидот да менувате го правите и преку перото, преку пишувањето низ годиниви и своите книги, женско-машките односи, родителството, воспитувањето на децата, нивните психолошки аспекти. Се само дел од темите кои ги отварате и впрочем најголем дел од книгите, коригирајте ме ако грешам, чином се напишани во вашата кујна помеѓу сите обврски и подготовката на денот. Велите да, потребно ни е јавно говорење и потребно е да се менуваат нештата, но системски. А тоа ќе се служите со мене, некако останува повторно и повторно на јавно говорење. Многу мали системски промени, но не е тоа што мене ми е драго ако преку моето женско писмо кое што така барем критичарите го дефинираат како некакво типично женско писмо, ако преку таа некаква моја интимна женска проза се обидам да допрам и до другите и рефлектирајќи еден во друг да си ги препознаеме сопствените болки и да се инспирираме едни со други за да направиме некаква промена, бидејќи сметам дека секоја промена нели почнува и од себе. Во мојата книга Емотивен талог, чишто наслов е токму приказни од женската кујна, чија промоција беше минатиот април, уште малку се заокружува една година, во ова писмо низ овој интимно-културолошки дневник би рекла, има многу содржини, многу раскази, многу колумни, многу теми кои што се отворени во однос на женската слобода и во однос на еднаквоста. Иако тука тоа е можеби една од доминантните теми, меѓутоа има и други теми, да речеме, не знам, робството и слободата, технологијата, социоемоционалниот развој на децата, култура, филозофија и така натаму, но дел од насловите се токму формулирани низ таа призма, низ таа, како да кажам, процедери низ моето животно искуство или позајмени од тугите животни искуства и на меѓу, како да кажам, меѓу тенката жица на факцијата и фикцијата играат со некои важни прашања, меѓу кои и родовите прашања. И во текот на вчерашниот ден побрав по некои од форумите, чисто да прочитам ставот да го прочитам на нашите граѓани на тема борба за родова рамноправност, го тргнав по прашање, но повторно го вратив, сакам да го продискутираме. Најголем дел од коментарите беа вакви. Дали сте свесни дека поместувањето на границата колку жената може е условно кажано ставање трн во здрава нога, бидејќи во таа борба да постигнете се, бидејќи нели можете се, многу често губите само вие. Немаше коментар во кој што се забележува дека и било какво поместување на границите, мала промена и мал успех или обидот за успех е успех. Погрешните интерпретации прават голем проблем на борбата за родовата еднаквост. Никој не бара да постигне се. Мажите и жените ние сме различни, биолошки различни. Имаме невролошка различна структура, но она за што се бориме, не велиме дека сме исти, него дека сакаме еднакви права. Значи, еднакви можности на терен. Знаеме дека родовиот јас во однос на платите се уште постои. Значи, жени и мажи на исти или многу слични работни позиции на многу места различно заработуваат. Ако ги погледнеме и статистиките, ќе забележиме дека навистина еднаков е процентот, дури малку повисок во однос на жените, дипломирани, магистрирани или докторирани жени во Македонија, во споредба со мажите, тоа го кажуваат официјалните статистики, но 75% од работодавачите, односно од оние клучни позиции, лидерски позиции, каде што се носат одлуки, е се уште дел од машкиот свет. Така што можеме да зборуваме и за родов јас во плати, може да зборуваме за економска нееднаквост, може да зборуваме за насилство и се знае дека процентот тука кај жените е енормно поголем во однос на машката популација. Кое поле да го отвориме, дали од културолошките, дали од било кои други сфери, ќе забележиме дека
Ние живееме во едно родово слепило. Родовото слепило раѓа дискриминација, а секоја дискриминација е кршење на човековите права. Женските права се разбира дека се дел од корпусот на човековите права. Денеска има и марш кој што ќе се случува во Скопје, протестен марш кој што ќе биде во 18 часот. Јас не сум во организација на тој марш, голем дел од невладините организации тоа го прават и активистки на терен, но секако дека ќе дадам поддршка со присуство на терен и ќе марширам против сето она што не се случува. И медиумската слика, ако ја погледнеме, начинот на кој се представени жените, убави за око, лесни за употреба. И тука не велам само за во македонски контекст, се разбира не само за телевизијата како можеби се уште најдоминантен медиум, особено и новите социјални мрежи, инфлуенсерскиот свет и така натаму. Пратеничките ја прочитав оваа информација утрева, пратеничките решија да застанат против говорот на омраза, се предлага со закон да се регулира. Да. Тоа се што може да се прочита, поготово на социјалните мрежи на оваа тема, и мислам дека е редно време да се стави крај. Да. Говорот на омраза не бевме сведоци неодамна со целата ситуација што се случи на, сега го заборавив името на инфлуенсерот, со латас и со Лазаров. Да. Така да. Јутјубер, можеби не инфлуенсер, можеби погрешно се изразив, се едно. Проблематично е, значи, кој се ја креира нашата свест. Проблематично е навистина кои се луѓето кои што доминираат во медиумите, како човек кој што 20 години поминал во телевизија на различни уреднички позиции, со различни авторски проекти. Веројатно гледачите најмногу ме памтат по последната емисија по авторскиот проект Пулс, во кој што честопати отворавме вакви теми, но сум имала можност да работам во различни структури со различни уредништва. Јас навистина многу се разочарав од мојата професија, од примарната моја професија новинарството. Многу пати луѓе ќе ме прашаат како човек кој што дипломирал новинарство сега работи, односно се решил да се префрли во една сосема поинаква сфера, бидејќи мојата работна позиција во моментов е како научен истражувач на Институтот за македонска литература. Се разбира тоа со подлога секако со културолошките докторски студии. Меѓутоа, човек треба навистина да се разочара за да направи таков пресврт. Медиумите во овој момент го поддржуваат многу пати несвесно говорот на омраза. Станува збор за родово несензибилизирани уредници, новинари, колеги. И тоа да, се разбира, мора да се регулира. Ве плаши ли во живење какво имаме, какви деца ќе израснеме? Како вие го растете вашиот син? Што му кажувате за односот со жените? Да, мојот син има 6 години и уште од најмала возраст се обидував да го воспитувам дека треба да ги покажува емоциите, бидејќи многу пати родителите прават несвесно грешки. Секој родител му сака најдобро на своето дете и затоа велам тоа се ненамерни несвесни грешки, но тоа се општествено наметнати некакви матрици кога на момчињата од мали им викаме не плачи како женско, нели? Тоа е просто едно инхибирање на нивните емоции, а секој инхибирање на емоцијата се разбира дека создава фрустрација. Ние момчињата ги воспитуваме да бидат тав, да бидат крути, да бидат не знам, да имаат афинитет исклучиво кон спортот. Потоа во некоја подоцнежна возраст во младоста промискуитетот кај момчињата е оправдан, да речеме, и протежиран за разлика од девојките и така натаму. Значи, начинот на кој се воспитуваат нашите деца од најмала возраст исто така клучен во однос на тоа да не ги зацврстуваме родовите стереотипи. И сега тука оди паралелно улогата на родителите, значи домот и образованието, формалниот образовен систем. Ние се уште во дел од учебниците, барем така беше до пред некоја година, наоѓавме слики каде што мајката е со тенџере на шпоред, а таткото е представен, нели, тоа се два модели, едниот е моделот на домакинката, пресликан преку жената, и другиот моделот преку фигурата на машкоста, интелектуалец кој чита весник или гледа телевизија и се бави со некакви креативно-интелектуални работи, политичката сфера и така натаму и така натаму. Имам уште многу прашања, но времето не ограничува, затоа ќе оставам простор за последното, кое што повторно ми е инспирирано од една ваша честитка 8 мартовска. Билите среќен 8 март, драги жени, силни и кревки, челични и фрагилни, гласни и тивки, не заборавајте на своите соништа, додека со крајчето од окото дзиркате низ прозорецот на кујната од која гледате слободата. Кој е вашиот сон, Ана, во моментот додека дзиркавте од прозорецот подготвувајќи го појадокот за вашиот син? Мојот син и тугите керки во иднина да живеат во еден порамноправен свет. Ке потсетам тука само на она што Вирџинија Вулф го рекла во Сопствена соба, поставувајќи го гласно прашањето да беше Шекспир жена, ќе успееше ли својот, сега парафразирам, да беше Шекспир жена, ќе успееше ли својот уметнички гени, книжевен гени,
да го извади од себе. Да беше Шекспир жена, ќе ја омажеа многу рано, ќе ја кажа дека местото е во кујната и во домот. И можеме да зборуваме за голем број на жени кои што низ историјата биле ограничени. Нас ни е потребно и некакво ревидирање на официјалната историја и историјата на уметност се разбира. Затоа што знаеме дека, само Нобеловата награда, ако ја споменеме, 120 на години отприлика од доделувањето на Нобеловата награда, од првото доделување. Ми се чини дека до лани преклани, до пред 2 години, знам точно бројката која беше, дека само 48 жени ја добиле Нобеловата награда во сите овие години, од кои дел од нив нели Нобелова награда за мир и за литература. Значи во сите сфери, ако ги погледнеме, театарските награди, филмските награди, Оскар, ако сакате, како најкомерцијализирана форма на уметноста, на филмската уметност, секаде се гледа таа родова разлика, таа сегрегација, таа дискрепанца која што нели проткајува некаква дискриминација низ нашите меѓучовечки односи. Јас се надевам дека ова нема да биде единствениот ден кога повторно ќе зборуваме за нас, гласно ќе зборуваме за нас. Искрено сакам и мажите со толку жар и емоција да зборуваат за нас како што зборуваат за сите останати теми од секојдневијата. Тина, благодарам многу за поканата. Денеска имаме навистина еден специфичен ден на работа. Доаѓаат во посета потенцијални студенти за нашите постдипломски културолошки студии и за докторските студии на Институтот за македонска литература, но јас свесно излегов затоа што секогаш ми е важно да ја поддржам оваа кауза и без дилема ја прифати вашата покана. Сметам дека е важно да зборуваме за овие теми не само на 8 март. Благодарам, Ана, за гостувањето во утринската програма.